Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео, што премногу се радувам што конечно дојде време да се снима и ова видео. Ова видео е посветено на тие митапи легендарни што ги збориме уште во октомври и што никако да стигнеме да ги направиме, но конечно дојде време да ги направиме заедно со нашиот пат. Ова е нешто што ние го нарекуваме нашиот пат турнеја, каде што ќе посетиме што е можно повеќе градови и ќе имаме потпишување во тие градови. Иако во новите тиражи има веќе потпис од нас, сепак некои сакаат и на лице место да му се потпишеме, а не само за потпишување ќе бидеме таму и за да се дружиме и за да се сликаме со сите вас. Сите што не успеале можеби да купат уште книгата, ние ќе ја понесеме со нас, така да ќе можете доколку се уште ја немате купено да ја купите тогаш на лице место доколку сакате. Ние за почеток посетуваме 7 градови и почнуваме уште од оваа сабота што доаѓа, односно 16 февруари. Тогаш е првиот датум и после секоја сабота одиме некаде. За да нешто не помешам, си го имам тука мојот планер, за да случајно не утнам некој датум зборење. Така да еве, на 16 февруари, оваа сабота следнава што доаѓа сме во Битола, после на 23 февруари сме во Кавадарци, на 2 март сме во Куманово, на 9 март сме во Охрид, на 16 март сме во Штип, на 23 март сме во Струмица и на 30 март сме во Прилеп. Значи за почеток за тие 7 градови ние го планиравме да бидат 8 за почеток, со тоа што го планиравме и Велес, само настана некои компликации што не успеавме да го договориме просторот. Затоа Велес ќе остане најверојатно за понатаму. Ние не кажуваме дека овие се дефинитивни датуми, туку понатаму може ќе објавиме и нови, но еве и на пример некои од што се од помалите градови, ако ви се блиску некои од овие 7 градови, а сакате да не видите и сте во можност да дојдете, тогаш дојдете во најблискиот град за да се дружиме. Многу базно нешто да не заборавам. Локацијата за сите градови е книжарница Просветно дело. Сега, од овие 7 градови 4 имаат само една книжарница, значи Куманово, Штип, Прилеп и Кавадарци имаат по една книжарница, значи единствената книжарница Просветно дело што имате, таму ќе биде потпишувањето, а за Битола, Охрид и Струмица бидејќи има по 2 книжарници во вашиот град ќе кажеме точно во која сега. Знам дека може би ова сега ќе ви дојде многу информација од еднаш, али ќе го имаме тоа напишано и ние на една таква објава, некоја се слика каде што ќе ги содржи сите информации, плюс и на Инстаграм ние нонстоп ќе известуваме што, како ми се допаѓа, како излагам, од кадар и се уште зборам. Вака, во Битола книжарницата која е? Си земав и лаптоп за нешто да не заборавам. Значи во Битола, не таа кај Безистенот, не, туку таа во пазарот покрај реката. Има и адреса, мислам дека ми е точна, 14-ка, булевар 1 мај, број 220 и уште подетално ако сакате, книжарницата се наоѓа покрај Драгород под дрвеното мовче. Јас не знам што е тоа, али вие што се од Битола сигурно знаете и се надевам дека ви помогнав и ви обяснив која е точно книжарница. Чујте, Струмица. Во големата книжарница која се наоѓа покрај Комуналец или зградата на Партизан и Охрид, новата книжарница во близина на централната градинка Јасна Ристевска. Адресот е Димитар Влахов 57А. Така да тоа се локациите за сите, таму кај што не кажав поточна локација, значи дека имате само една книжарница во вашиот град и ќе биде во таа книжарница на Просветно дело. Сите потпишувања почнуваат од 12:00, значи од 12 сат почнува, а завршуваат во 18:00. Со тоа сакам да кажам дека за да избегнеме да сте сите што е можно повеќе безбедни и да не се ствара огромна гужва, ние ви ветуваме дека пред 6 сат нема шанси да си отидеме, значи од 12 до 6 сме таму. Не мора сите да дојдете во 12, ако сакате да избегнете гужва, ете дојдете понатаму, ние од 12 до 6 тие 6 сати сме во книжарницата на Просветно дело и не мрдаме од таму. Мислам дека тоа е се што сакам да ви кажам. Ние секако и на Инстаграм ќе објавуваме, секако се еве за Битола сигурно ќе спамаме оваа недела што доаѓа, ќе кажуваме дека во сабота сме во Битола, па после кога поминува секоја недела ќе кажеме овој викенд сме таму, овој сме таму, ќе посетуваме да не случај некој од вас заборави. Така да следете на Инстаграм за да не заборавите и за да ги имате сите нови вести поврзани со нас. И куче Милаја надвор, фала куче што се работуваш со мене. Уште нешто сега да кажам, да, следете на нас на Инстаграм, но имаме и Инстаграм посебен за книгата што се вика вака, Насиот пат, каде што можете да наследите за сите
информации поврзани со книгата и сите настани поврзани со книгата. Тоа е. Јас и Марко едва чекаме да ја видиме сите вас. Многу сме возбудени за ова што следи. Едва чекаме, значи, да идеме во сите градови. Едва чекаме се дружиме со сите вас. It's been a while. Одамна не сме биле, така да не знам, едва чекаме се дружиме со сите вас и да видиме што мислите за книгата или ако некој се уште нема сака да ја земе, може да ја земе тој ден. Фала ви премногу за цела поддршка до сега. Јас се надевам дека не заборев да кажам нешто што требаше да кажам. Ние ќе се видиме на овие датуми што ги кажав, а ќе се видиме доста куче, бре, доста. Нема престан така дека продолжам да зборам. Фала ви многу за целата поддршка, лајкнете го ова видео ако ви се допадне, не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. И ние се гледаме во следното видео. Чао.